Добре дојдовте на Слободен печат. Еве кои вести го одбележаа денот. Кој ќе ни продава и кој ќе не послужува во рестораните? Дали полека остануваме без работници? Очајно се бараат келнери и продавачи по маркети. Повеќе од 10.000 работни места останале непополнати во Македонија во првото тромесечие од 2026 година, покажуваат најновите податоци на Државниот завод за статистика за слободни работни места. Бројките откриваат дека работодавачите се потешко успеваат да најдат соодветен кадар. Ако итно ви треба работа, еве во кој сектор сигурно ќе најдете. Хаос во Институтот за јавно здравје. Ревизорите утврдиле низа слабости во финансиските извештаи. Констатирале повеќе слабости во работењето на институцијата, меѓу кои нецелосна евиденција за приемот и потрошувачката на медицински материјали, како и неевидентирање на приемот и потрошувачката на вакцини во деловните книги. Не еволуираме на тема менструална сиромаштија. Истражување на Сдруженијето новинари за човекови права покажа дека над половина од испитаните девојки и жени пропуштиле училиште или работа поради проблеми поврзани со менструацијата. Девојчињата и жените во Македонија често пропуштаат училиште или работа поради скапи влошки или лоши тоалети. Младите девојчиња се борат со стигматизација, немаат од кого да научат за правилно менаџирање со менструалните производи, што дополнително ја засилува менструалната сиромаштија. Подготвени сме за разговори, но не и за политичка авантура без гаранции, категоричен е Мицкоски. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта денеска попладне ќе престојува во посета на земјава, каде што ќе се сретне со премиерот Христијан Мицкоски. А премиерот денеска изненади многумина. Дали суптилно го промовираше Крстевски во градоначалник на Карпаш? Базенот сега кој ќе биде покрај образувани, овако ќе биде рекреативно. Да. Интересира дали ќе се плаќа влезница за... Еве градоначалникот ќе опрашаме ќе се наплаќа? Не. Еве не, даде одговор градоначалник. На официјална церемонија со највисоки државни и војни почести, денеска во Братислава председателот на Република Словачка Петер Пелегрини ја пречека македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова. Починат тетовец пронајден во хотел на Битпазар. Тревога во Украина. Руски напади убија најмалку 10 луѓе. 6 мина во Днипро и 4 во главниот град Киев, во еден од најголемите напади на Москва во последните месеци. Трамп му се развикал на Нетањаху зошто не го почитува договорот за делумно примирие, а министерот Бен Гвир го критикува Нетањаху и му рече: време е да му кажеме не на Трамп. Двајца мртви во протестите против американскиот карантин за ебола во Кенија. Масовно пукање во Америка. Напаѓач вчера уби 6 луѓе во пукање на повеќе локации во град во американската сојузна држава Ајова, во случај што според полицијата најверојатно произлегол од семеен спор. Пазете го ова сега. Непослушни македонци лепеле надписи на кирилица по знаци, табли и канти во Цавтат. Хрватската полиција ги уапси. А сега за италијанците, видно загрижени. Каде се тестисите на бикот? Италијанската јавност реагираше со неверување и збунетост по реставрацијата на познатиот мозаик со бик во Милано, при што многумина јавно прашуваат што се случило со тестисите на животното, кои инаку важат за Амајлија за среќа. Вака од прилика оди тоа. Туристите сиве овие години го триеа за среќа токму тој дел од приватноста на животното, затоа што се верува дека тоа ќе им донесе среќа. Па се си има рок на трајање, нели? Ви благодарам на довербата. Повеќе информации побарајте на slobodnpečat.mk. Се читаме.